Trajane, ti li si, bе? Јас сум, бе, пријателе. Добар ден, бе. Бе, пријателе, добар ден за кого, како, за мене, не, бе. Не, ништо не ми чини, бе. Како ме не ти чини работата ми, редно да ти кажам добар ден. А тоа колку ти дај Господ никој не знае. Кажи ми ти мене, каде е вака, кај си кинисал? Не, вака, пријателе, јас сум кинисал сега да ја барам најтешката работа на светот. Бам, бе. Белки ќе спечелам нешто. Оти вака гледа, што да ватам за рака, не ми се фаќа. Ништо не бидува. И затоа сум кинисал по светот, оста и все, ќе си ја барам најтешката работа, белки ќе спечелам нешто. Чекај, малко. Жената, бе, Трајане. На кого остава жената? Децата кои ќе илја, така... И така нема некоја фајда од мене, па ја оставив така жената. Ми беше срам да се јавам кај не едно случај оставив. Не сум се ни јавил, викам, ај ќе одам. Не, убо. Не чини така. Како така жена се оставала со случај? Ке мораш да се простиш со неја како ше ред. Разбираш ли? Не можам да ја погледнам во очи, ми е срам. Бе, нема тука срам. Мораш да се вратиш. Како така? Толку години со неја си минал, бе, сиро маштија, не маштија, како така ќе кинисаш без да се познади со жената? Велиш, поварно ќе биде така да се вратиш, бе, Трајане. Ајде, шо чекаш сега? Еве, со мене заедно ќе се вратиме. Ајде. Бива, ајде. Не, убо, Трајане. Жена ти е. Ајде, не тргај, шо сега? Тргај. Ајде. Како така, бе? Како? Не плачи. Уж за Маш се плачело. Слушај, бе, па може поголема среќа ќе имаш без него. Нека ме лисен пат од кај отишол, нека отиде, ајде и така голем късмет ќе имаш. Ајде, ќе Ама така знам, ама. Шо? Ама луѓе сме да си кажевме два збора зашто така да отиде. Бе, остави и каде ќе оди да ми каже каква работа ќе има. Тешка работа, каква тешка работа, да знам. Шо ќе правам со децата само? Со децата, како без него, така и со него, мори, исто, научени на глад децана. Слушај, кај се? Децана. Кај чорбаджијата ќе пуштим да му свршат некоја работа таму. Арно, ки им даде нешто за каснување, ете ти ручек. Така е, за денеска е завршена работата, ама еден ден. Не плачи, мори, за Маш. Те ми плаче. Пријателе, ти покусиот пат ме поведе. Добар ден, пријатели. Добар ден. Добар ден. Каде вака рано? Каде? Јас никаде, ама еве, пријателов решил да киниса ни све да оди, работа да бара. Доста ти. Добро намислил. Овде тебе не ти оди, пријателе. Може би на друго место ќе си ја најдеш среќа. Чекај, доста. Што? Полека, бе, доста, бе, те реков тебе. Доста. Полека, бе, пријателе, не слушам што вели пријател. Како би убо намислил? Како така? Да киниса, да не се поздрави ни со жена, ни со деца? Како така убо намислил? Ама чек, пријателе, овој мој пријател нешто ме врати, туку и ме пишмани да одам воопшто на пат. Не требало тоа. Право да ти кажам. Не требало да го пишманиш човекот. Јас не го пишманам него. Ако нека оди, ама да се поздрави со жената, со децата. Не е ред. Така. Зато го вратив јас. Така си. Ама нека оди, ќе си најде тој работа тамо, ќе спечали и ќе има и за децата, и за жената. А сега, како што е редот, пријателе, Арно ти рекол, пријател, иди ти поздрави се со жената, со децата, па оди кај што си намислил. И тоа, ако добро што си ги намислил тоа, од мене ќе имаш еден бакшиш. Каков бакшиш, бе? Ќе ти дадам едни чевли. Чевли? Намислил да работиш. Чекај да те опитам, пријател. Од срце ми ги даваш или оти си фркнал некоја чашка? Од срце. Те гледам по муабетот, ти се врзал јазикот. Ти доста. Доста, бе, ти. Слушај, те бам да ме... Слушај се. Сега јас одам дома кај мене. Така. И јас да ти давам некој бакшиш. Така. Ти прво поздрави се со жената, со децата и право кај мене. Добро. Чевли од него, од мене ќе видиш. Ајде, доаѓам. Ајде.
Сполајте, поминам јас, пријателе. Здраве, Ајде. здраве, пријател. Јас и така и со вас си туркам. Што да преш? Сонувам јас? Или ова вистина е Трајан? Еми, Трајан е, ори, а ти плачеш, бадијава. Слушај, а јас ќе си одам, вие позборувајте. Ај со здравје. Ај, со здраве. Ако ти треба нешто, дојди. Фала ти. И ово ти така ми правиш, мре домаќине. Ги расплаче децата и мене ме расплаче. Па јас дојдов сега колку да се поздравиме. За зборување нема што да зборуваме. Тоа што требаше, јас ти го оставив. Во пусулчето ти пишува се. Значи си решил да одиш вистина? О, значи што и да ти кажам, нема фајде, одиш? Одам, ми Ами мислеше, вака што ме остави сама, што ќе правам, мислеше на тоа? Еми сега мислев, само знаеш како е. А, Колку со мене фајде, толку и без мене фајде. И до сега така беше. Па затоа реши, велам, ќе одам, па ќе се обидам да си ја најдам среќата, да печалам нешто. Е така, а ти куќата да ја вардиш. Ќе вардам, немај гајле. За лошо, за Арно, куќата си е отворена, те чекаме да си дојдеш. Е така. Ако не ти Арно, веднаш да си дојдеш. Не, јас штом печалам нешто, веднаш ќе ти пратам. Ти само куќата и децата да ми ја чуваш. Дај Боже, дај Боже. Е така, ај. Остани со здравје домаќините. Ај, со здравје. И кошо ти реков. Ајде. Ај, со убо. Ајде. Со среќа. Што му текна на овие години. Добар ден, дедо. Добар ден, синко. Каде вака по патот? Чекај да здивнам, па ќе ти кажам. Лека полека ќе ти кажам. Лека полека, јас имам време немерено и неброено. Кажува, имам време да те слушам. Па вака, дедо, да ти кажам. Шо мака имаш, кај си тргнал? Голема мака имам. Шо мака, бре? Сум тргнал по светот. Оти? Да си го барам чарето, късмето. Да најдам некоја работа, да ти кажам, дедо, каков човек сум јас. Таму кај што живеев. Многу ми беше тежок животот. Тежок, потежок и од тежок потежок. И никој не се најде да ти поможи, човече? Ми помага луѓето. Само ова да ти кажам. Таму да се фатев за најтешка работа, еве, сребро да фатев, камен ќе се стореше. Таков ми беше късметот. Најтешка работа ќе ватам, грош не можам да извадам. Ами, слушај, друга некоја работа, имаш ли земја да подработуваш таква работа? Не, подработувам и земја. И да ти кажам, и комшиите ми даваат. Тоа е така и обстанувам, така и живеам. А за земјата, ова ќе ти кажам, сега, да ме сослушаш само де дубов. Си имам јас една нива. Арно. И си ја работам. Арно. Секоја година си ја садам бостан. И? Па еве 7 години како садам бостан, сад една лубеница ми роди бостаната. Дома ти оти не проба? Абе, пробав дома ти проба, ти кажам, ќе сеам така неколку
корени. Неколку илјади корени. Ме разбираш? убаво. Ќе ме ослани мене. Ама, бре. Ситто околу сланата не ги фаќа, само моите. А. Ај за другата година, пак ќе сеам. Велам, ај 4000 коренчиња да насадам. А. Град ќе ме удри. Градушка. Така. И таков ми беше късметот, дедо, таму и затоа сум решил по свет да одам и чарето да го барам. Оти татко ми, Ристо, Господ да го прости, така велеше. Наваката не ти работи, късметот не ти работи. А гледај го стрикот и Лазар. Наваката му работи и късметот. И затоа сум кинисал јас, дедо. Разбра се? Арно си направил, ти си кинисал да ја бара среќата. Ама јас да ти кажем, Галиба, и си ја нашол среќата. Аморе, дедо, некој чешици. Кај тука среќа, кај во ова пустелија, во овие снегови. Тргни по мене, па сетне ќе ти кажам. Да не се плашиш, море. Не, ми кога сум ја ставил глата в торба, ќе одам по тебе, кај ќе ме носиш таму. Ајде, дедо. Ајде. Овде ќе влеземе и ќе дознаеш се. Само немој да се плашиш. Да се плашам, од што да се плашам? Од ова до сега пострашно има ли? Нема. Слушај, ќе влеземе внатре. Внатре се на речниците и тие во своите тефтери имаа запишано се. Од збор до збор. Баш сакам да видам што имаат запишано во тефтерот. Како може да знаат се за мене? Слушај, пријателе, ако пишува нешто лошо за мене, порано јас да си го тргнам јажето. Како бре? Кој си ти, бре, сам да си судиш? Не ми се бендисува вака од ти зборуваш, бре. Слушај, јас што ќе ти кажам, така ќе правиш. Хај се да влеземе. Хајде, пријател, вели така, велиш, хајде. Хај сега, кажете му на пријателов мој, пријателки мој. Нема да ве прашам зошто сте дојдени. Мора многу да ви се сожалило на овега што си потегнал на толкав пат. Ајде. Што се смеете вие и што шепкате? Ви реков дека е срамота да се прави така. Не, повеќе не. Јас знам, кај нас се иди само за една работа. Браво. Чекај да видам јас во тефтеров, чекај. Да видиме во тефтеров сега, гледаш? Знаеш ли, пријателе, зашто тебе не ти оди, Кажи. Овде е запишано дека нема од работа за печалиш, ке живееш од украдено. Така е запишано. Така пишува, така. Чекајте бе, од украдено, како од украдено? Па така ти било пишено да ти върви работата, пријателе. Хајде, тие знаат пубаво. Ај сега вие излезете малку, јас да му кажам нешто на пријателов мој. Како ке кажеш, ти така ке биде. Ајде, вие двете, ајде. Пријателе, од кај таа сила, кај тебе, така да им наредуваш на речниците? Од каде сега, не прашувај многу. Туку треба да правиш така како што ти рекоа тие. Разбираш? И како сега од украдено? Бре, како од украдено? Тие имаат собрано од сиромаси многу азно. Разбираш? Многу пари. Се од сиромаси. Злато, се. Ти ќе си земиш од тоа што го земале тие од сиромајци. Каде го чуваат тие? Сега ќе видиме кај го чуваат. Ајде бре, шо зјапаш лево десно, ајде, еве го сандакот, наполни ја торбата со злато, ајде.
Ама, пријателе, моја рака никогаш туѓо не фатила. Сега ми е страм, како да земам туѓо? Бре, човече, какво туѓо? Ти реков ти наречниците земале од сиромаси. Ова е твое. Ајде, земи ти па да си бидиш чорбаджи, ајде. Па, пријателе, лели е така добро? Ајде. Опа! Ете, пријателе, и тоа чудо се случи. Јас не знам дали Господ ќе ми прости за оваа работа, ама ете, така ми било пишено. Дали ќе ми прости Господ, пријателе? Ке ти прости. Ќе ти прости. А може и ти простил веќе од кај знаеш? Може би, пријателе. Ајде, пријателки, влезете, влезете. Ајде, влезете, оти ние завршивме работа. Сега се како што треба направено. Ние чуваме, ти даваш. А сега сакате да вечерате, Ви. Ние долг пат поминавме, а и не чека долг пат додека се врати. Кажи, пријателе, Хвала ви многу и останете ми со здравје. Ајде, јојте си со здравје. Со здравје. Ајде, со здравје. Со здравје. Ајде, пријателе. Кој си ти, бе, пријателе, па вака? Врви, ајде. Епа, дојде време да се разделиме. Ми оти да се разделуваме, бе, дедо, кога сега веќе ја завршивме ова работа, ти ни са късметот? Ако, терај си сега ти по късметот и со късметот. А јас имам друга работа. И не заборави добрини да правиш. Абе, дедо ми, јас цел живот со добрини сум. Така. Затоа и така живеевме и јас и жената и дечињата мои. А нема да заборам да им направам добро и на пријателите, на соседите што ме испратија. Кај отиде? Кај го снема? Дедо! Дедо, бре! Не ми кажа,
Ни кој е, ни што е. И како го зема, гледај чудо. Еј, Господ, да чувај да... Господ. И Господ го спомнав. Овој галиба ќе беше дедо Госпо, препраен на старец, што ми помогна. Оти никој не може да го направи ова што го направи тој. Само Господ може. Чунки се е во негови раце. Еј, сполај ти, Господи, сполај ти. Ај, си дојде, а? Ај, добро ми дојде домакин. Си дојдов. Еми си дојдов. Си дојде. Што како? Како отидов, така и си дојдов. Сиромав. Не бери гај. Ти да си ми жив и здрав, та друго некако ки се бара чаре, ки поминиме. Седи душе да земеш, да се одмориш. О, се изнаоди, а? Не бери гајле, не ми е прв пат сиромаштијава. Знаем јас дека ништо не бива. Туку ајде. А слушај, децата кај се? Децата кај чорбаджијата слугуваат кутрете за едно парче леп што се вели. Додам да ги викнам. Ама ми е страв да не се налути чорбаджијата, а ке се израдува. Не, ќе ги викнеш сетне. Само слушај, од сега за натаму едно да знаеш. Што? Децата поиќе измеќарчина не сакам да бидат. И јас не сакам. Ќе ги пратиме в град на школија. Да учат. Оти што зборувам. Како ќе ги пратиме? Така, ќе платиме. Како ќе платиме? Ти таму шетајки се научил да се шегуваш. Сега погледни ваму, ама лека полека, да не се дамносаш. Нема да се дамлосам, ама имела ме фати. Од каде? Тоа е долга приказка. Сетне ќе ти ја раскажам. А сега, кој што рече, ќе ќе викнеш децата од кај чорбаджијата да си дојдат дома. Ќе пратиш Абер и по соседот мој пријателот и по чевларот. И тие да поминат од тука, сакам и да ги дарувам и борч си имам и борчо да им го вратам. Да одам, вериш? Од, ајде.